Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во Кичевскиот регион, кој се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, сместен во Кичевската котлина, која представува јасно обликувана природна целина, обколена од сите страни со високи планини, распослан помеѓу горно-сливното подрачје на реката Треска, превојот Стража, планината Бистра, протегајќи се јужно по долината на реката Треска, се до Илинска планина, па се до северниот дел на Порече, која е една од поголемите котлини во Македонија, што незина рамка ја прават планинските масиви на Бистра и Стогово од запад, Бушева планина, Баба Сач, Бабеј и Плакенска планина на исток, чие дно на котлината е на надморска височина од 570 метри до 680 метри, каде што незината најниска точка се наоѓа во источниот дел кај селото Атиште, а преку Бродската клисура на исток се поврзува со Порече, на југозапад преку планинскиот превој пресека со Гебарца, а на север преку планинските превои Стража и Буковиќ со Полошката котлина, а Брадинската планина овој регион го дели на две морфолошки целини, морфолошката целина Зајас на запад и морфолошката целина Осломеј на исток. Почитувани мои, додека така народно да се изразам, размислував и се подготвував за мојата нова дестинација, за мој нов документарен запис во Кичевскава регија, на сам ден на Василица, меѓународот попознат како Стара Нова година, ова 2025-то господово лето, рано изутрината ми зазвони мојот телефон и го слушнам гласот на мојот пријател Орце Богдановски, кој ми велеше: Зоране, стар пријателе, дали знаеш ти што направиш со документарниве репортажи за нашиве, како што ти ги нарекуваш заборавени села во Република Македонија? Посебно за Кичевскиве, знаеш ти дека со ова ти што го правиш, кој порив им го даваш не само на нас постариве генерации, туку и на младава генерација македонци, затоа што ова ти што го работиш, од Бога ти е дарено. Зоране, стар пријателе, имам еден предлог, а знам дека ќе го прифатиш, да дојдеш во моето родно село, селото Пополжани, на еден од големите господови празници, кој го празнува православната христијанска екумена, посветена на Христовото богојавление, меѓународот попознат како Водици, да направиш една документарна репортажа за ова наше празнување во моево родно село. Договорено, одговорив. Браво бе, Зоране, алал ти вера бе, пријателој. Мило ми е што не си заборавил на зборот што си го дадовме пролетоска во Демихисарското село Граиште, кога и за ова село правеше документарна репортажа, кога таму се видовме и си направевме убав мобет, ама и убав васторија си сторивме, јас уште сега на моите сограѓани ќе им кажам дека за Водици голем човек нагости ни доваѓа. Се ќе ти биде организирано, додаде Орце Богдановски. И навистина така и видна. Како по стар обичај за селото Пополжани кинишав на сам ден на Водици во првите пополноќни сати со мојот стар пријател и сопатник, со мојот джип, со Камазот, најсетне по автопачката делница Скопје-Тетово, Гостивар Стража Кичево, свртувајќи лево по магистралата Кичево-Демир Хисар и по поминати 5-6 километри, свртувајќи лево, возејќи по 2 километарскиот асфалтиран Пополжански селски пат, во првите утриски сати пристигнав во Пополжани, каде што ме пречака Орце Богдановски, заедно со членовите на неговото потесно семејство, Ленка, Марина, Ѓорѓи и Димитри Богдановски,
заедно со еден од непознатите не само во македонскиве, балканскиве простори, туку и во светски рамки, географи, етнолози и историографи, професорот Драгослав Миношки, воедно дел од менеджерскиот тим на продукцијата Маријова филм, кој беше дојден по нова истражувачка мисија, чиј поголем дел од доба до сегашно негово географско-антрополошко и историографски истражување за Копачијата и богојавленските празнувања ќе ви пренесам во оваа репортажа. Продукцијата Маријова филм се наоѓа во селото Пополжани на православниот христијански празник Богојавление. Денечка бевме што се вика горе и во црквата, кај старото село. Се видовме и со другите стари кумови, стари котлини, така речено. Ти си домаќин овдека, така речено, меѓутоа по стар атет и обичај се почнува разговорот со родителот, така речено. Ќе ми дозволиш ли прво да направиме разговор со твојата мајка, па после со твоите дечина, па со твојата сопруга со денески роден, па така да речем на крајот со тебе. Ќе може? Може, слободно. Нека е денот за години. Амин, амин. Здрави и живи, на помош нека е. Твоето име? Богдана Осталенка. Така. Од каде си потекла? Јас сум потекла од Шугубица, преселени во Извор, после во Кичево. Така. Домаќинот твој како се викаше? Милорад. Така. Може ли да се сетите како се седовте летно, пролетно, зимско или есенско време? Пролетно. Како се седовте бегалка или соарно со убаво? Со договор. Така. Без одење, без... Така. Ви направили свадба? Не. Така. Така беше времето што се вика. Така беше времето. Сега, ова те прашам. Колку Господ челат ви даде со вашиот домаќин? Две, машко и женско. Како се викаат? Орца и Оливира. Така. Колку внучина имаш? 4. Како се викаат? Јана, Војдан, Георги и Димитри. Кој ти се помили првото или сугарето? Сите би се мили. Така е, така е. Тојте внучина, што се вика, денечка ги видовме и горе во црквата, и овдека со тарабуката, и тука со наорото, тука и вашиот син. Ќе може да поуметиме? Да, може. Орче, сега вака едно би рекол. Од мајка ти слушнам значи, што се вика, многу ми навела дека многу ми навела дека домајчинот, односно мажот е слободна на куќата. Добро, така речено, меѓутоа ова би го рекол. Татко ти како се викаше? Мојот татко се викаше Милорад. Така? Дедороде, да. Дедороде, така. Дедороде. Нагалено и неговиот татко. И баба Лена ти беше. И баба Лена, така е, така е. И мојот татко ме воспита во патриархален и семеен дух, каде што се почитуваат традицијата, верата и се она што придонесуваат за едно благодетно и среќно семејство. Ова те прашам. Како се викаше баба ти по татко ти? Мојата баба по татко ми се викаше Евица и по потрекло е од Књажино. Од Књажино каде што е манастирот Свети Ѓорѓи. Баба Лена. Од Књажино, каде што е манастирот Свети Ѓорѓи, од таде потекнува и со мојот покоен дедо Живко се зелем на начин како што бил својствен во тоа време. Имале 9 деца, татко ми Милорад 1 и уште 8 женски, од кои едно починала на 10 години, другите 7 девојчина и татко ми 8. Од кои сите по 2 деци, по 2 дечина, а после тие уште по 2 и така ние сме до првиот 4. Полна куќа што се вика. Фала Богу, 100% души, да. Така. Е сега ова
да ми кажеш, кој ти е куќна слава тебе? Наша куќна, фамилиарна, стара семејна слава е Света Пречиста, односно воведение на Пресвета Богородица Пречиста, која се празнува на 4 декември, а ние празнуваме 2 дена, заслогот и уоči на денот. И од кога се родија нашите ангели Георги и Димитри, си празнуваме и чествуваме именден на Ѓурѓо на Свети Георги и Митровден за Свети Димитри на 8 ноември. Значи, Господ сигурно си своето. Вика многу мина дека столбот на фамилијата е мажот, така речено, домајчинот, меѓутоа вика старите, ако не е сопругата, така си е. Твоето име и презиме? Марина Богдановска. Од каде си потекла? Потекла од Мидинци. Така, од која фамилија? Велјановски. Така, како се викаше татко ти? Проко Велјановски. Мајке ти? Лилјана Велјановска. А дедо ти по татко ти? Славко Велјановски. А баба ти по татко ти? Ефра Велјановска. Сега малце потешко прашање, а дедо ти по мајка ти? Силјан. Така, а баба ти? Парошка. Така, сега вака едно би рекол, една работа. Се гордеј што денеска горе во црквата беше препон народот. Се гордеј што денеска овдека ечеше и гајдата, и хармониката, трпезата, како домајчика беше преполна, и со ракија грејана, и со пиење. Со све. Пресреќна. Горда, среќна. И најмногу среќна што, ете, после, како што кажа Орце, после 18 години, имат зашто да славиме, зашто да живееме за нашите дечиња и така. Јас едно би рекол, вака, да остани потомството, Така е. овие стари адити обичаи да им бидат пренесени, туку вака едно би рекол, овие две ангелчина што се вика, да се здрави и живи, Небото над селото Пополжани беше кристално чисто. Сонцето што туку изгреваше над Ѓурѓевица, токму погодно за камерата на мојот снимател Виктор Костелски да го опфати секој детал, а сончевите утрински зраци ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена посветена на водици. Ширум по полжанските улички, патчиња и сокачења, како бисер гердан се зареди народ во правец на соборниот храм Света Богородица Пречиста, чиј патрон е како на сегашното село Пополжани, така и на некогашното село Старо село, изграден пред многу векови во местото викано Пилотец, кој со векови бдее како над поранешното село Старо село, така и над селото Пополжани, чие водическо празнување исто така со векови се одвива во овој многовековен Пополжански соборен храм. Почитувани мои, како по стар адет и обичај, така и овогодишново водическо празнување, уште рано изутрина Пополжанци, поточно речено, неколкуте компании на чело со нивните овогодишни кумови, со котлината во раце, наполнети со света крстена вода, а во нив компаниските крстови, обвиткани со богојавленски босилек, замотан од волнен во црвено бојадисен конец, накачија по угорнината во правец на Старо село, во правец на местото викано Пилотец, во правец на многовековниот Пополжански соборен храм, црквата Света Богородица Пречиста, меѓу кои и семејството на мојот домаќин Орце Богдановски. Почитувани мои, предлагам да го погледнете видеозаписот, народски да се изразам, од накачувањето на мештаните од селото Пополжани по ридот во правец на многовековниот Пополжански соборен храм, црквата Света Богородица Пречиста, што го опфати окото на камерата на мојот снимател Виктор Костелски. Гледајте и уживајте. Дојдовме и во Пополжани да направиме еден документарен запис, да остани
во колективната меморија на македонскиот народ, а пред се на овие мали дечина кои што тие ќе памтат. Добро утро, чешнички. Добро утро. Не мора да ја ваѓа, така не ќе ти изме. Може би си не тамо? Не се лизна се на горе. Ајде, не ти. Како ви свика чашма овдека? Чешмата е од целото горно село Божани. Так. Тек се јас самија. Ајде, повелете се. Ајде, Раничко. Ајде, Димитри. Ајде. Уличи и снег, уличи и огон, а и денот се носи. Почитувани мои, продукцијата Маријова филм се наоѓа во селото Пополжани, кое што е распослано помеѓу планинските цртови на Бистра планина и Стогово. Дојдов овдека во селото Пополжани да направам нова репортажа, да направам нов документарен запис, за да остане незаборавен од правта и покрина од правта на површината. Овде се наоѓа во ова село за водици, поточно речено и за машки водици, и за женски водици, да ги мештаните до ова село да ми ги раскажат старите адити обичаи за не само за водици, туку и за Бадник, и за Коледе, и за Божик, и за Василица, и за Петковден, и за Митровден, и за Илинден, и за голема и мала Богоројца, затоа што како што нивните дедовци и баби им ги раскажувале нив, а пак тие им ги раскажуваат на нивните синови, черки, внучина и правнучина. Нека е денот за новогодини, по стар адет и обичај кој ќе дојде во Пополжани, секој добронамерен гостин го почестуваат со пополжанска природна слива препек ракија. Охо, да те загрее ова ракија. И едно би рекол, значи, продукцијата Маријов филм е тука за да направи нов документарен запис, а сето тоа ќе ми биде пренесено во две продолженија по 50 минути со работен наслов село Пополжани во Кубачијата. Да сте ми здрави и живи. Почитувани мои, мојот домаќин Орце Богдановски, така народно да се изразам, првиот меѓу еднаквите мештани од селото Пополжани, од името на неговите соселани, не замоли најсетни ние, а пред се професорот Драгослав Миновски, ним да им ги раскаже неговите досегашни историографски сознанија за водичарското, строго постното празнување, за машките и женските водици, како и за водичарското празнување во сета православна екумена, така и во македонската православна екумена во изминативе векови,
а потоа и тие да ни ги пренесат богојавленските адети и обичаи кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат и се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација во нивното родно село, селото Пополжани. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Водици или Богојавление е денот кога според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан и се прославува на 19 јануари. Со тоа му се дава значење на крштевањето како една од повеќето свети тајни на христијанството. Крштевањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човековото живење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и за негов најблизок роднина. Со овој празник практично завршуваат не само 12 така наречени некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања во кои спаѓаат уште и свеченостите поврзани со Бадник, Божик и Василица. Богојавление бил празник на предхристијанскиот бог, давател, дајбог, кој ги исполнувал желбите на луѓето кои му се обраќале при отворањето на небото. Имено, според верувањето, ноќта спроти празникот, точно на полноќ, во глуво доба, се отворало небото и на сите што будни ќе го дочекале тој час, Бог им ги исполнувал нивните желби. Водици се празнува 2 дена. Првиот ден, 19 јануари, освен Богојавление и водици, уште се вика и во Јордане и машки водици, а вториот ден, 20 јануари, собир на Свети Јован Крстител, се вика и женски водици. Денес, традиционално во Македонија, во речиси сите населени места, свештениците го фрлаат ритуалниот крст во некоја поголема вода, во река, езеро или базент, а луѓето скокаат во водата и се обидуваат да го фатат крстот. Се смета дека на тој ден сите води се крстени и исто така, оној што ќе го фати крстот ќе биде среќен во наредната година. На водици имен ден празнуваат Богдан, Богдана, Бојан, Богомил, Јордан, Данчо, Јорданка, Данка, Даница, Јован, Јованка, Јовица. Карактеристично за празникот водици е тоа што тој се празнува во поголеми или помали групи, што се викаат кумпании, кумства или братства. Некаде тие кумства се формираат по мала, а некаде по фамилии. Сите членови на кумпанијата се сметаат за роднини и меѓу себе се обраќаат со светијоне, побратиме и слично. Според дамнешните свајќања, што ги прифатила и црквата, кумството е сродство, па за кумовите како и инаку за крвните роднини важи законот за екзогамијата. Ако се земе предвид дека во христијанската религија Свети Јован го крстил Исус Христос, значи тој го има кумството. Секоја компанија има свој кум, кого уште го викаат и Свети Јован. Тој го чува крстот една година, од едни до други водици, што значи за тоа време го има кумството. Менувањето на кумството се врши по строго востановен ред, најчесто по старост. Кузман Шапкарев забележал дека во некои села во Охридско крстот, а со тоа и кумството се откупувале со наддавање. Еден ден пред празникот на 18 јануари е водокрштение. Некои го викаат водокрст или водопост. Водокрст доаѓа од крштевањето, односно од осветувањето на водата, а водопост поради тоа што се работи за строг пост. Рано наутро, на знакот на камбаната, сите
кумови одат во црквата. Секој со себе носи котле со вода и во него крстот што и припаѓа на таа компанија. Откако попот ќе ги провери сите крстови дали се правилно врзани со босилекот, односно треба да има толку гранчиња колку што има кујки компанијата, ги пее сите крстови заедно и со тоа ја осветува, односно ја крштева водата. Со оваа вода во текот на денот се прска низ куќата, шталата и другите простории и има за цел да ги избрака сите лошотии. Почитувани мои, пред да го видите видеозаписот за стариот адет и обичај, кога кумовите од неколкуте кумства од селото Пополжани секое Господово лето во утринските сати, на сам ден на водици, секој во своите раце, со кумското бакарно котле, наполнета со 2-3 кажи прста чиста изврска вода, а во него киска со босилек, направена од онолку гранчиња, колку што кумството брои членови и родовскиот или малскиот крст, врзани со црвен волнен преден јаток, еден по еден ги оставија пред царските двери, пред мајката Божија и пред Свети Јован Претеча, а воедно, како и по стариот адет и обичај, потоа се прави одврзување на крстот и примопредавањето од страна на стариот кум на новиот кум од истата компанија во присуство на соборскиот народ, благословувајќи ги со стариот аманет, оставен од старите пополжанци, со здравје да се кинисаат дома, сето село да го поканат, и старо и младо, и што туку сторени бејчарчиња и момичиња, и јарѓени и чупи дуздисани за армасување и да го обзнанат Господовото богојавление, предлагам да ги надополните вашите сознанија за пророкот Свети Јован Претеча, каде што меѓу повеќето празници кои православната екумена ги празнува во чест на Свети Јован Претеча е и празникот Водици, затоа што според христијанското предание, а воедно и во историографските записи, на 19 јануари 30-тото Господово лето, во новата ера на сметање на времето, во реката Јордан Исус Христос е крстен од пророкот Свети Јован Претеча. Според христијанските сведоштва, раѓањето и службата на Светиот Христов Претеча ги предскажале пророците Исаија и Малахија, како и самиот архангел Гаврил. Јовановото рождество детално го изложил апостол Лука во своето Евангелие, во кое е запишано: во тоа време во земјата римско-јудеска живееше Захарија со својата жена Елизавета, кои се уште немале деца, што во тоа време се сметало за Божја казна и голема несреќа, бидејќи биле доста возрастни. Според преданието и двајцата постојано го молеле Господ да им даде рожба и Бог ја слушнал нивната молитва. Захарија во храмот го слушнал гласот на ангелот Гаврил, кој му рекол дека ќе добие син, што ќе се вика Јован, и тој според Господовото провидение ќе биде одбраниот што ќе оди пред Спасителот и ќе му го подготвува патот. Според христијанските сведоштва, ниту еден кој е роден на земјава пред појавата на Христос не бил толку величествен и славен како што бил светиот Јован Крстител. За Свети Јован се вели дека е претеча Христов, затоа што Господ токму него го испратил пред себе за да им го пренесе на луѓето словото и начинот на вистински живот, за да можат да го сватат и да го прифатат Христа. Освен што е Христов претеча, за Свети Јован се вели дека е глас кој вика во пустината. А пред да почне да говори Свети Јован и самиот беше во вистинска пустина, во Јорданската пустина, за да се сретне самиот со себе, но и за да се сретне директно со Бога и така подготвен да излезе на проповед. Гласот кој вика во пустината е глас кон покаяние и живата вода која вечно ја напојува човечката душа, тоа е сончев зрак
кој дава живот на овоземниот живот. Јован, пребивајќи цели 30 години во пустината, постојано се борел со своето срце, со својот живот и излегол на проповед. Затоа Евангелието не го нарекува пророк, туку глас. Глас зашто тој толку многу се сродил со Божјата волја, станал еднаков со она животворното слово, кое било потребно да им го произнесе на луѓето, за во нив повторно да засветли животот и повторно да се роди радоста. Затоа, Свети Јован е жив глас, а не обичен човек кој говори. Преку Свети Јован говори лично Бог и ни ја објаснува својата вечна и света волја. Впрочем, така говореле и сите светии, затоа што тие се Божји гласници и исполнители на Божјата волја. Јован отпролил се земно за целосно да се предаде на Бога, па затоа бил повикан од пустината да влезе меѓу луѓето и да сведочи. Јован го ставил целиот свој живот во служба на Бога, не штедејќи се себе си, подготвен дури и со смрт да ја докаже вечната вистина. Свети Јован дојде во светот за да ја најави победата на доброто над злото, триумфот на среќата над несреќата и воспоставувањето на врска меѓу небото и земјата. Дојде за да го запре светот, за да не потоне во мракот и да не заталка од патот на Божјата правда и вистина. Дојде за да се бори за нешто кое е многу поголемо од сето она зашто се борат обичните смртници, а тоа е Божјиот закон. Дојде за да биде носител на Божјите завети, гласник на вечниот живот, борец против злото и против разните злоствори. На победок биле се поголеми настани кои требало да се случат и кои барале голем човек кој ќе биде во можност да ги благовести. И на вистина преку устата на Свети Јован тие величествено биле најавени. Со својот мојчен збор тој вистински го подготвил тогашниот свет, па затоа со нетрпеливост бил очекуван да дојде оној кој ни сите векови бил пророкуван како спасител на светот. Свети Јован бил достоен претеча на Спасителот и неговиот пат прекрасно го исправил. Иако Евангелието ни сведочи дека Јован е голем пред Господа, сепак неговото смирение и неговата снисходливост е безкрајна. Тој бил ставен дури и во затвор за своето праведно и честно слово. Во исто време Господ Исус Христос излегол на проповед окружен со своите ученици и израснал во полна мерка на својот земен повик. Јован, знаејќи дека му се приближува смртниот час, испратил своји ученици при Христа да го прашаат кој е он, дали е он очекуваниот спасител или треба да очекуваат друг. Христос не им одговорил директно кој е, туку им рекол да одат при Јована и да му кажат што гледаат. Откако ги слушнал овие зборови, Свети Јован бил исполнет со блажена радост, зашто сватил дека неговиот труд не бил залуден и дека биле исполнети сите негови очекувања. Исполнет со такви чувства, Свети Јован, без грижа на совеста, со цврста вера во воскресението, бил подготвен да ја положи својата глава под джелатовиот меч и триумфално да го заврши својот живот како вечен победник и вечен гласник на Божјата порака. Според евангелистот Лука, во младоста, Јован живеел во пустината во близина на долниот тек на реката Јордан. Кога имал 30 години, тој ја напуштил пустината и се вратил меѓу еврејскиот народ, каде што ги учил луѓето да се покајат и да се подготвуваат за доаѓањето на Спасителот. Според евангелистот Лука, Јован ја започнал својата проповед во 15-та година од царувањето на Тиберий, во времето на јудејскиот намесник Понти Пилат и Арод Антипа. Првичното место на службата му била во Јорданската пустина, а потоа Јорданскиот брег. Тој често проповедал:
по мене иде посилен од мене, пред кого не сум достоен да се наведнам и да му ги одврзам рамењата на неговите обувки. Јас ве крстив во вода, а тој ќе ве крсти во Светиот Дух. Во тоа време Исус се подготвувал за својата мисија, но според тогашните закони, учител можело да биде лице со наполнети 30 години. Затоа и Исус, кога наполнил 30 години, дошол на реката Јордан за да биде крстен. Јован, кој тогаш не го имал видено, според Евангелието, веднаш се сетил дека тој е Спасителот. Во почетокот Јован го одвратил, велејќи му: јас треба од тебе да бидам крстен, а ти при мене ли доаѓаш? Јован постојано ги проповедал позитивните животни принципи и жестоко го критикувал неморалот, лагите и развратот, кои во тоа време во Римското царство го достигнале својот врв. Посебно на удар на неговите критики бил управникот на Галилеја, Ирод Антипа. Тој бил синот на стариот Ирод, оној што наредил да се заколат сите деца во Витлеем во времето кога требало да се роди Исус Христос. Ирод Антипа бил оженет со ќерката на арапскиот кнез по име Арета. Но тој ја истерал својата законита жена и се оженил со својата снаа, Иродијада, жената на својот брат Филип. Иродијада со себе ја довела и својата ќерка од првиот брак Саломија. Тоа не го дозволувале ниту законите на Мојсей, а Јован жестоко го критикувал, велејќи: не ти личи да ја земиш жената на брат ти. Особено лута и осветољубива била Иродијада. Таа чекала прилика да му се освети. Ирод организирал прослава на својот роден ден со присуство на мноштво народ, меѓу кои највидните државни првенци, каде што обилно се пиело, се играло и пеело. Одеднаш се појавила Саломија, ќерката на Иродијада, која што со својата игра толку го занела Ирода, што тој и ветил дека во тој момент ќе и исполни секаква желба, ќе и даде се што ќе посака, дури и да се работи за половината од царството. Саломија не знаела што да посака, поотишла да се посоветува со својата мајка. Пакосната мајка, која долго го чекала овој час, зашто не можела да му прости на Јовановото јавно разобличување на неморалот, веднаш и рекла да ја побара главата на Јована. Кога Саломија тоа му го соопштила на Ирода, тој се изненадил, но ветувањето дадено пред многу народ го уврзало и морал да го исполни. Откако Јован бил убиен по желба и наговор на злобната Иродијада, жената на царот Ирод, при тоа отсекувајќи му ја главата, Иродијада наредила да не му ја погребуваат заедно со телото, затоа што се плашела дека пророкот Јован би можел некако да воскресне. Затоа ја зеле неговата глава и ја закопале на едно скриено и безчесно место длабоко во земјата. Нејзината дворјанка Јоана, жената на Хуза, не можела да трпи главата на Божиот човек да остане на она безчесно место, па тајно ја откопала, ја однела во Ерусалим и ја закопала во Елеонската гора. Според преданието, телото на Јован го зеле неговите ученици и го погребале во градот Севастија, а евангелистот Лука подосна моштите, поточно речено десната рака на Свети Јован ја погребал во градот Антиохија, каде што секоја година пророковата рака била изнесувана. По известно време еден угледен богаташ поверувал во Христа и ја оставил својата висока позиција и се замонашил, па како монах со името Инокнетиј се населил на Елеонската гора, токму на она место каде што била закопана главата на Свети Јован Крстител. Сакајќи да си зида челија, копал длабоко и пронашол земјен сад и во него глава, за кој што на таинствен начин му било јавено дека е на Крстителот. Тој ја целивал и ја закопал на истото место.
По Божја промисла, ова чудотворна глава во времето на благочестивијата царица Теодора, мајка на Михаил, а жена на царот Теофил, и во времето на патријахот Игнатиј, била пренесена во Цариград. Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе за водици да дојдам во селото по Полжани. Почитувани мои, овој, така да речам, аудиовизуелен документарен воведен дел, посветен на Господовото крештение од страна на пророкот Свети Јован Претеча во реката Јордан, не би бил комплетен ако не би пренесам поголем дел од бодичанското празнување посветено на богојавление во селото по Полжани. Зашто? Нема цапијачи. Нема цапијачи. Ајде кај денот за години. Зуба за добро. Старите кумови треба се ракичка да послушат. Ќе биди, тоа ќе биди. А после ние новите. Така е. Сега да се стопли. Твоето име? Александар. Од која фамилија? Наумовци. Од Пополжани? Да. Па така е. Момче ти? Владимир. Ти од која фамилија си? Наумовски. Што сте вие? Браќа. А кој е постар, ти или тој? Јас. Се ризате? Се слушате, велам? Слушаме. Кој повеќе, ти него или тој тебе? Двајцата. Така. Ти, момче? Давид. Презиме? Наумовски. Колку години имаш? 13. 13? Од која фамилија си? Наумовски. Вие? Јовица. Од која фамилија? Пандиловски. Пандиловски. Орцеш, овој, ти од која фамилија си? Ние сме трпеска фамилија, се презимаме Богдановски и нашиот крст исто го преземаме годинава, сме нови кумови и после превземањето ќе почастиме ние со наша ракија, ќе наздравиме и ќе објасниме после како е, што е, од кај потекнуваме, што потекнуваме и така. Ете, голема чест ете Господ сакал сполајмо за Водици, продукцијата Марио Филм, да биде присутна во селото по Полжани, едно од поголемите села во Копачијата, што се вика, кои што старите адети обичаи од памтивека, вашите дедовци и баби ги пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација и до овие мали дечина. Што се вели, тука след да направиме еден документарен запис, да го оставиме на генерациите наши кои што доаѓаат. Амин, Господе, нека денот за новогодини. Амин за новогодини. Твоето име? Христијан. Презиме? Силјановски. Што години? 17. Беќар. Ај до годината, ојчу да се најче на убав момиче. Ама и ти да го почитуваш, ама и тоа да те почитува. Договорено? Амин, Кико. Твоето име? Јане. Презиме? Богдановски. Фамилија? Трпеска. Ти, момче? Бобан Силјановски. Од фамилија? Силјановска. Така. Боге Наумовски. Фамилија Наумовска. Така. Стојан Стефановски. Ти си еден од постарите во... Постарите, да. После ќе ми раскажеш приказните за Пополжани. Нешто ќе ти раскажам. Ама заедно со сите и помладите. Не е проблем. Ајде, за новогодини на помош, ајде, на помош. Така. Името твое? Јане. Од фамилија? Трпеска. Од Дановски. Од кој крст? Полжани. Пополжани. Од кој крст сте? Колку крстови имат? Новиот 5 крстови имат со новиот куморци. Така, нека ја за новогодини. За новогодини. Семен човек. Да. Женет. Со дете. Од кај ти е? Како ти се вика детенцето? Јоана. Колку години има? 6. Нека ти е здрава и жива. Од кај ти е сопругата? Јокази. Како се вика дедото има сопругата? Драган. Баба ти? Гордана. Исполниме нашата молитва пред Господа. Господи, за предложени вечесни дарови, да се помолиме на Господа.
Ajde živjeli za ugodinu godine neka ajde svadbi. Amin Bože. Amin Bože. Така. Браво. Така се пие. Čeki ko baš da Ajde za mene sve. Za ugo neka je. Amin Bože. Ajde. Ajde. Ajde tamo sa red. Če se njedi ne polnime? Ajde da ti povedete komšin. Ajde komšin. Ajde povedete. Ajde živjeli. Ajde. Zemlji zemljački. Ništa, gotovo, ajde. Кој првлачник? Абе, помецево појде. Нека ујте го. Ангел на мирот, верен раководител, чувар на нашите души. Еве, присуствуваме тука на одржувањето на крстот, и на крстовите овде као селото пополжени. Твоето име? Јане. Стариот кум Јане. Ти си кум? Да, стариот кум. Така, колку мина сте кумови ова година? 5. Јана сега и другата страна. Може да ми кажеш имината на другите? Черо. Гране. Јовица и Чедо. Се радуваш или садо ли душата што ова година овие 5 кумови ги чекате сите пополжани овде кај во црквата, каде што вчера и некни сите они арети и обичаи ги поминати ни село. Да, се радува душата. Ќе му предава паричките. Ќе предава паричките на новиот кум. Нека тие чисто консулта. Нека се здрави, живи. Амин. И дечинава. Георги Димитри. Така. Дието на единородниот син Твој, со кого си благословен заедно со пресветиот, благиот и животворен Твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Сега му предаваме честниот крст на новиот кум. Ние новите кумчина. Прекрсти се, душо, прекрсти се. Паси го. Ај, прекрсти се. Прекрстова рака. Паси го. Ајде се вака. Десната рака. Двајцата, така. Ајде. Вака стегнете го, двајцата. Чакајте бе да се кренем на прво. Крени, крени. Ся Тебе, Господи, Троическо и явися поклонение. Родителе Бога, свидетелство Ваше Тебе, возлюбленога Тя Сина именуја, и тук во видње голубиње, извествуваше словесе утвърждение. Јавјај се, Христе Боже, и ми просвещај, слава Тебе. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе за водици да дојдам во селото Пополжани. Родителе Бога, свидетелство Ваше Тебе, возлюбленога Тя Сина. Ся Тебе, Господи, Троическо
Nebesko i javisia poklonenie. Roditele Boga, sinetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. I dugovidnje golubine, izvestvo vaše slovese utvrždenije. Ja daj se Kriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. Почитувани мои, како изгледаше богојавленското празнување во селото Попожани, ќе ви пренесам во следната документарна репортажа. Родителе Бога, sinetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. I dugovidnje